Правото за чиста животна средина е фундаментално право на секој граѓанин, но исто така тоа е и обврска на секој граѓанин за да даде свој личен пример во однос на животната средина, за да даде свој личен придонес за чиста, здрава и подобро зачувана животна средина. Голак е нашиот символ, Голак е адут за развој на туризмот, затоа одговорните граѓани, ние не треба да дозволиме несовесните граѓани да го накажуваат со ѓубре она што природата несебично ни го дала. Така да по овој повод на Светскиот ден на животната средина, општина Делчево иницира еколошка акција со Срце за Голак, каде што се вклучени луѓе од повеќе институции, за да допринесеме во почистата здрава животна средина и да ги исчистиме дивите депонии кои што несовесните граѓани ги оставаат. Јас во оваа прилика по 100 пат апелирам до несовесните граѓани да станат совесни граѓани и да престанат да го уништуваат со ѓубре она кое што природата несебично ни го подарила. Но исто така сакам да се заблагодарам и на волонтерите од локалниот младински совет кои што во изминатиот период ги мапираа сите диви депонии на планината Голак, а исто така да изразам благодарност и до секој поединец кој што дава свој придонес во борбата против несовесните граѓани кои што ја уништуваат природата. Еви спортистите се вклучуваат во овие акции. Како е чувството, што ќе порачате на несовесните? На несовесните им порачуваме да станат посовесни, да имаат да им се подигне свеста дека ова е нашата животна околина и дека треба да ја зачуваме и да ја исчистиме и да сите да можеме да живееме поубаво и во почиста животна околина. Да ја прочистиме оваа средина и да му кажеме нови тука малце свеста да си ја подигнат тоа што го прават и посакувам и они да дојдат еден ден да со нас да бидат во акција и тоа. И уште една порака, ова да не се повтори. Ова тие што го прават, малце свеста да се подигне кај нив. Колку е често се најдувате на вакви акции со ваше присуство да помогнете за чиста животна средина? Без разлика каде да? Ретко, да не се лажеме. Ретко да е па у сабота и недела или празник ми. Како и да е, после вчерашната изложба дознав дека за оваа акција и се јавив доброволец сега. Но повеќе ме задолжија мене за видео и фотодокументација како уметник. Така, што ќе оставиме порака за несовесните? Гледаме доста ѓубре се остава. Можам само да ви утешам дека не е тоа само у Делчево. Со Сдруженијето ни цела Македонија исто е. Значи, стружени, охрињени на телевизија, нели брев, не, дошар планин, докај сакате исто. На една телевизија, македонска, во една емисија, специјална. Ко кажав ова, не сум паметен. Ние дома сме најдобри домаќинки, најдобри домаќини, чистиме, перфект. Ѓубрето, у канта, пред врата и веше после тоа, нели, мачиња, кучиња, разноразни и е по улица. А тоа што не најлесно стави го у багажник, па кој ќе одиме у природа, ќе се снајдеме, тоа е секаде исто. Ќе си паднеме за у Европа на ѓубрето наше. И кога ќе се подобри тоа според вас? Треба свеста комплетно да ни се смени, нели? Ми се чини па као за балканци најубава свеста се менува со ќотек, тоа е со казни. Ригорозни казни, контроли. Читете историја. Инквизиција, западни казни, у турско казни, ќе ти дојде паметите.